Значи здраво, нищо не ме, ако ме гледате в очите и издувам други раш напавкан, не, само ще останах. Кога становиш, не знам дали знаете, али кожата ти е отечена и затова ти е таква каква ще ти. И много пъта бех аз се уплашил, например, станувам се бали, не може да си го изкарам пръстен, като знам от ме е точена, пръстът ми е по-дебел. Али усвари заради това, че кога становиш, кожата ти е отечена. Добре дойдохте в последното видео от 2021 година. Това що значи, ел ти влеме в 2020. Това що значи, ти ке напълнам 20 години. Да, значи имам 20 години и мене не ми се верува. На 27 февруари 2022 пълнам 20 години. Некои викат по-добър съм бил с мустаки и брада, не ти имам, али едно-две влакна чисто колко ще съм ги имал, биле добри. Не ми е гайле, и аз за мене се гледам от ме е добро, тия ще мислят ти не е добро, писал, тия ще мислят ти е добро, писал. Некои си има две страни, аз съм на средината, отлучен за да работя и така. Не знам шо го не ядам, бе, тебе. Но може да се разсонам. Значи добре дойдохте, шо е темата на това видео. Какви планове имаме 2020? Не, тук шо оставаме в 2021. Не планови, пошо планови никогаш не правим унапред. Мислам, може да некад като кид, когато съм бил съм правил или сега не планирам. Пошо всеки път кога ќе изпланирам нещо за да изпадне така както аз сакам, ќе изпадне сосема друг или сосема на друг начин и секогаш кога аз ќе го изпланирам това да биде, нема да биде. Заради това, що е така изпланирано, очигледно да биде. Това що значи? Това значи дека никой път повече няма да правим планове и ќе си оставам животът сам на себе да ми донесаве моменти, ако можем да кажем на некой начин. Значи, що може да оставаме за 2021 година. Една от най-големите работи, що не е ме оставила веќе година време. Да, година време и пол и не може да оставам в 2021. Не знам защо, ќе се взема и в 2020 е депресията. Има денове дека шо не мислам на глупости, не сум во депресија, има денове дека шо ми е добро и се тоа се забавам, али се уште има денове дека шо сум во депресија и сум броу. Када таа прва работа шо нема да оставам. А сега што ќе оставаме е тоа шо знам. Пак е на некоја врста провејне планове, пример, лавме ако кажам нема да правим веќе драми, што многу пати јам кажам, но може па да избие нешто да направим драми. Така да шо знам што би оставил во 2021 година. Искрено би ги оставил сите лоши моменти што ми се десили и не би сакал пак да ми се десат. И јас што си ги знам, не е битно кои се и как се, пошто се приватни. Шо знам, трово ќе го оставам во 2021. Не би се върнал. Иако планове не се правят, пак чисто сакам да знаете што имам замислено. Значи чисто колко да биде као може тоа ќе биде. Значи не е планот да биде, туку може ќе биде, пошто како што кажах, ако правам планове не излева така как ќе треба. Туку чисто што сакам, што ми е желба во 2022. Најпрво на прво место сакам да почнам как што треба емисијата, подкастот. Значи се да биде как што треба, да се одвива как што треба. На второ место имам нели кој шо знам замисла да почнам со тренинг. Да, ќе тренирам кикбокс валјда, пошто време е да на нешто почнам да се вагам силата, нервозата, пошто очигледно ми треба нешто што ќе ме исцрпава. Чи нешто што ќе ме истрошува цела енергија, цела нервоза и од мене што имам негативно. За песни нема питувајте, појма немам дали ќе вагам, дали нема да вагам, пошто се албумот ќе го искарах. Албумот не сум задоволен, искрено ќе кажам не сум задоволен, пошто колку дена, 10 дена поминаа можда, нема ни 1000 views. Јас свакимот албум, свакимот нема спот, али очеках барам 1200, 1500. Така да не се разочарувам, ме напред. Али тоа не значи дека јас ќе престанам да вагам албуми и песни, али тоа не значи дека ќе ги искарам во 2022. Макар што мислим тоа секој пат ми се мене. На мене секој пат ми се мене мислимто, така да може да искарам и за една неделя песни. Исто така планирам да направам филм. Во ми е планирано. Ето, во ми е во план, чи во ми е во план, а сега колку ќе биде не знам. Заради тоа што кажах секој пат кога планирам, излева другше. Али планирам да направам филм. И ќе стоам на тоа, значи ќе стоам на тоа за да направам филм. Што знам што да викам, може да 10.000 е време да качиме в првите 3 месеца до март, може и порано уж по-добро ќе биде ако и порано качиме. Цимерот цело време ми вика вземи камерата, испадни вонка, ќе снима анкети, ќе снима пренкови, ќе снима видеа, ќе се забавиме низ градот во тоа. Една страна сакам да снимам, од друга страна ми вика не, тоа не е за тебе, не си ти таков јутубер, не го пробувај тоа, џабе ќе пробиш, ќе се брукиш, не така, не вака. Од друга страна ми вика ако не пробиш нема да знаеш дали ќе се брукиш, дали ќе добро, дали ќе биде, дали ќе успееш и така наки. Така да измеѓу сум на средината, стварно не знам. Може да е време да престанам со вие видеа што ги правам секој пат, знаеш, ќе седнам
Не може да гледам в камерата, ти само ще останах, ако се питате защо не гледам в камерата. Иначе може да е време да престанам со видеата што станувам, си местам камера, снимам и само јас се снимам и нема ништо интересно, пошто многу филозофирам и објаснувам пред камера. Може да е за тоа досадно на некој начин видеото, поради тоа што јас седам и ништо не правам, само комуницирам со вас, што е во некој онлайн час, Zoom митинг. Нема смисла. Имав план да почнеме фудбалски видеа да снимаме со цимерот и уште 2-3, али има време. Се уште ништо се не зна. Не знам друго, тоа ми е замислено. Замислено ми е исто да изгледам Кобра Кај. Почнах Кобра Кај серијата. Во 2 дена изгледах 2 сезони цели и третата сезона почнах 2 епизоди изгледах од трета сезона. Значи уште 8 епизоди ми останат од трета сезона и четврта сезона излезе точно ваден кога го гледате во видео на 31 декември. Сега кога ќе испадне на Netflix, не знам, пошто немам Netflix и не знам дали уште истиот ден излезе на Netflix или прво само в театрите или немам појма да... Не знам. Серија не излезе во театар. Не сум модел никој пат в театар. Там имам представи, нема кино. Мислам филмови и такви работи, окей. Некои ситници планирам да се подновам чисто за некоја патика, глупости, бла-бла, чисто тоа што немам. Пошто имам само 2 пара патики, единиот него нос. И цело време сум со тоа единиот, црни класик Nike, не знам, мислам не се класик, некој Nike таму Air Max, што знам какви. Ама само тие ги носам и само е глупо само тие да ги носам, сакаш немам друго као да си купам. Немам пари. Нема сакете, мислам, да, има моменти кога немам пари, али немам време некој пат и некој пат кога имам пари не знам на што ги трошам и немам пари за патики. Кога имам пари за патики, немам пари за патики. Во план ме да истетовирам ваа рака, цела, со се прсти со се, влавме дланга. Од тука, исто вие прсти, вие коските тук што ми се на прстите да си ги истетовирам, како што гледате не носам прстен, затоа и го искарах. Заради тоа што ми кажа ако ги тетовириш вие, треба да го одвикнеш прстенот, заради тоа што кога ќе си истетовириш тука, ако прстенот ти ја струги тетоваашта, може полесно да ти обелее. Затоа преди примерот што го кажах сам мислам, доста веќе оздравме сам мислам, пак уште некоја драма да направам, може да и фале драма на мојот канал, што знам, можда. На некој начин, пошто одавна не имало некој ранд. Лайв стримаве не ни планирам да правам поради тоа што немам со шо. Не очекувајте 2022 лайв стримаве, али можда 2023 ќе имали 2024 живи и здрави били, па не умрели. Така ли викат? Така да, во главно тоа е. Не знам што да ви кажам, едино на вас останове да продолжите да ме поддржавте. Мислам не во терор, ма боле ме енкору дали ти ќе ме поддржиш или не. Тоа е твое право. Сакаш, не те дадам уместна сила да ти кажам, еј, застани, ми треба твоја поддршка. Да, оно ми треба, ама не сум јас должен теб да те терам на сила, сакаш, така да. Как сакаш ме свати? Сакаш ме свати од сум одвртен, сакаш ме свати од и та пъдам нешто да те бъркам ще викат или те трчкам как и да е, как сакаш ме свати од и те молим да ме поддржи. Буквално ме боле коро, така да. Твое си е тоа дали ќе ме поддржиш или не. Едноставно јас се снимам за мене и за вас. А вие сте тие што ќе одлучите дали ќе ме поддржите или не. И един човек да има, мене ми е као супер, окей, браво, као един ме поддржа. Иако јас сум преврзан за бројките и ми е глупо кога немам вјус и ми е као на некоја смисла ма фаќа депресија, може да кажеме, кога гледам оти немам вјус и нервоза и се тоа, али тоа пак остана на вас. Не може без да ватерам на сила, например, ако ви кажаме ако ми гледате видеото, јас пари ќе ви дам. Или ви давам пари на гледајте ми видеото, као не можам без прегледи, као се нервирам и така наки и така наки. Него тоа е ваше право. Тоа е. Во главно тоа е, немаше да ви кажам. Видео може да нема да има дока 10 јануар, пошто празници во тоа мислам може да ќе има. Значи не ви гарантирам, пошто нели празници, па ќе си имам за Гевгилија. Там не знам што ќе правам, как ќе правам. Иначе ќе си земам мача и во овој стан, така да ќе биде супер, ќе имаме што да правим преку денот. Значи ќе снимаме мачто и тоа е тоа. Да знаете, оти ново милениче ќе ни дојде во станот, тоа што сега да ви кажам. Ми се врте и ма боле главата. Ето чисто да знаете. Јао Боже. Окей, дечки. Тоа е тоа во главно. Немам искрено што да ви кажам повеќе, пошто тоа беше тоа за овој видео. Ако ви се допадна, оставете лайк, комент, subscribe, знаете, се по старо, пиши пропало, бате ми пропадна животот. Заебам се. Курт мој. Ето, чисто да знаете. Бла 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 бла. Среќна нова година, среќни празници. Се гледајме во новата 2022 година, ако може така да кажеме. Ако не 2022 година, пошто е дрога година, пошто е глупа година и ќе биде глупа година. Јас така сметам. Оти ќе биде најтушката година што иде, најглупта година што иде. Јас тоа го усекам. Ќе се слушнеме на 31 декември 2022
2022, един ден пред 2023 и možda ќе ми текне лани на во време. Мислам, ланската година, предходната година, воден што сум лутил, ако ми текне. Ако не ми текне, ќе мал мислиме. Ајде, чао, веќе еднаш за секој пат.